всяких нас без свободы, назовем Ты, радуйся, невесто, Ваше блажество, архиепископ Охридски и Македонски, господин Стефан, Ваши високи преосвештенства, Ваши преосвештенства, почитувана директорке на Комисијата за односи со верските заедници, госпоѓа Оливера Трајковска, почитувани пратеници, градоначалници, советници, директори на институции, професори, чесни отци, преподобни монаси, почитувани гости, браќа и сестри. Со особена духовна радост и благодарност кон Бога, вечерва сме собрани на промоцијата на книгата Мистичниот и литургиски живот на старец Емилијан Симонопетриски, која е мастер труд на нашиот викарен епископ, господин Јаков. Ова е дело кое не воведува во длабочините на православното духовно искуство, во живото предание на црквата и во богословската мисла, втемелена во молитвата и литургискиот живот. Оваа книга, која е богословски труд и духовен патоказ, не повикува кон подлабоко учество во литургиската тајна на црквата. Ни представува особена чест и благослов, што вечерва со нас се присутни највисоки представници на нашата света црква, како и монаштвото и свештенството, што му дава дополнителна тежина и значење на овој настан. Во продолжение ќе имаме можност да слушнеме излагања кои ќе ни помогнат подлабоко да ја разбереме духовната порака и значењето на ова дело. Со благодарност до сите што придонесоа за издавањето и промоцијата на книгата, ја отворам оваа свечена вечер и ве поканувам со внимание и духовна отвореност да учествуваме во програмата. На наша голема радост вечерва со благослов на високоподобниот катаигумен на свештениот манастир Симонопетра од Светагора. Со нас се представници на братството, како и почитуваниот професор од Теолошкиот факултет на Аристотеловиот универзитет во Солун, господинот Теодорос Јангу, кого го замолуваме да ни се обрати. Професоре, повелете. Почитувани присутни, професоре, повелете. Почитувани присутни, преводот од говорот на професорот Јангу го имате на вашите места на седење, па ќе можете да го следите со превод на македонски јазик. Είναι μεγάλη τιμή μου να βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση για την παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ιακώβου, αφιερωμένο το θέμα σε ένα πρόσωπο με το οποίο συσχετίζομαι από τα παιδικά μου χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας και ειδικότερα τον καθηγούμενο, ο οποίος με προέτρεψε να έρθω να κάνω μία σχετική παρουσίαση, μία παρέμβαση στην πραγματικότητα, καταθέτοντας κάτι από την προσωπική μου εμπειρία περί του γέροντος Εμιλιανού. Το θέλησα, ευχαρίστως αποδέχθηκα την τιμή, κυρίως γιατί ο γέροντας Εμιλιανός ήταν ένα πρόσωπο οικουμενικών διαστάσεων που είχε σε προτεραιότητα κυρίως την προώθηση και την υποστήριξη της εκκλησιαστικής ενότητας. Η όλη του ζωή ήταν μια έκφραση αυτής της επιδίωξης πώς να συντελεστεί η εκκλησιαστική ενότητα σε όλες τις διαστάσεις.
Προχωράω τώρα στο κείμενο το οποίο έχετε ενώπιόν σας, στην γλώσσα την δική σας, αλλά δυστυχώς εγώ θα το διαβάσω στα ελληνικά. Μακάρι να ήξερα τη γλώσσα και θα ήταν ιδιαίτερα τιμή για μένα να απευθυνθώ στη γλώσσα την οποία εσείς ομιλείτε. Σε ένα σχεδίασμα εκτενούς βίου του μακαρίου γέροντος Εμιλιανού, Σιμωνοπετρίτη, που δεν είδε ακόμα το φως της δημοσιότητας, συνταγμένο από τον αείμνηστο ιερομόναχο Σεραπίωνα, με πρόθεση να ιστορηθεί ο πνευματικός Ανδριάντας του πολυσεβάστου γέροντος, ξεχωρίζει το παρακάτω γεγονός, το οποίο ο βιογράφος θέτει στη βάση των αφηγήσεών του. Κάποια στιγμή, λέει ο βιογράφος, με κάλεσε ο γέροντας στο κελί του και άρχισε να περιγράφει τις πολλές δυσκολίες και τους σκληρούς πνευματικούς αγώνες της μοναστικής του Νιώτης. Ήταν από τις λίγες φορές που αποκάλυπτε κάποια από τα καθοριστικά γεγονότα της ζωής του και έδειχνε να θέλει αυτά να περισσωθούν στην ιστορία. Ευρισκόμενος, λέει, στη μονή του Αγίου Βυσαρίωνος στο Δούσικο, ανάμεσα σε αμαθείς μοναχούς, σε ένα ανίκιο για μένα περιβάλλον, ζούσα μια αφόρητη κατάσταση ενός αφιλόξενου χώρου που γινόταν ακόμα πιο σκοτεινός από την απουσία του Θεού. Σε αυτό το πνευματικό μετέχμιο, που δεν μου άφηνε περιθώρια να διακρίνω τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθήσω, φέροντάς με στα όρια της απόγνωσης, μέσα στα βαθιά χαράματα μιας αυγουστιάτικης νύχτας, θέλησα να βγω από το κελί μου για να νιώσω έστω την παρηγοριά από το λίγο χάδι του δροσερού αέρα. Και τότε, ενώ τα πάντα ήταν ασέλινα, ξαφνικά βλέπω ένα ανεξήγητο φως στην αυλή της μονής. Στρέφω το βλέμμα μου στο κελί μου, βλέπω και εκεί φως. Το ίδιο και στον ναό. Μα πού βρέθηκε αυτό το φως, αναρωτιέμαι, και χωρίς πολύ να καταλάβω, εκείνο το ασύγκριτα δροσερό και παρήγορο φως άρχισε να με περιλούζει. Η καρδιά μου όλο και πιο πολύ κερδιζόταν από το φως, γενόμενο και το σώμα μου φωτεινό. Πώς πέρασε ο χρόνος και ήρθε η ώρα της ακολουθίας δεν κατάλαβα. Μπήκα στον ναό, έφτασαν και οι μοναχοί, οι οποίοι με έβλεπαν να ευρίσκομαι σε μία άλλη κατάσταση και παραξενεύτηκαν. Φόρεσα τα άμφια για να λειτουργήσω και τότε για πρώτη φορά άρχισα να κατανοώ τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία και τι σημαίνει η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το ξένο θέαμα που κατ' ευδοκίαν Θεού αντίκρισε ο γέροντας, ένα μυστήριο αλόκατο για τον ανθρώπινο νου, μια ζίδωρη σύνδεση των επιγείων και των επουρανίων, ήταν η αφετηρία της πνευματικής και θεολογικής του προσωπικότητας. Κάτι αντίστοιχο έζησαν και άλλοι Άγιοι. Ας θυμηθούμε την περίπτωση του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, ο οποίος όταν μετήκησε από τις καραιές του Αγίου Όρους στα ακρόρια μέρη του Άθωνος, για ένα ολόκληρο περίπου χρόνο δοκιμαζόταν καθημερινά από πολύ μεγάλους πειρασμούς, ζώντας και αυτός το απαρηγόρητο του τόπου και την επώδυνη για τον άνθρωπο κατάσταση της απουσίας του Θεού. Και ξαφνικά κατέρχεται και σε αυτό το φως και τα πάντα αλλάζουν προς την πλευρά της θεογνωσίας. Αυτή η συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό, που βρίσκει την τέλεια έκφραση της στην ένωση της θείας και ανθρώπινης φύσης εν το προσώπου του Θεανθρώπου Χριστού, ήταν και είναι η αφετηρία της μυστικής και λειτουργικής ζωής των Αγίων. Στην περίπτωση του γέροντος Εμιλιανού και του Αθανασίου του Αθωνίτη, αποδείχθηκε ότι ήταν το αδιασάλευτο έρισμα της οργανώσεως του καινοβιακού μοναχισμού, αναγόμενοι αμφότεροι στην εμπειρία και στη γνώση των πατέρων του μοναχισμού. Εξάλλου αυτόν τον δρόμο τους υποδείκνυε το εκκλησιαστικό συνειδός τους. Είναι νομίζω ανάγκη να επισημανθεί ότι ο γέροντας Εμιλιανός
Ύστερα από αυτά τα βιώματα στρέφεται όλο και πιο πολύ στη μελέτη της πατερικής διδασκαλίας και αναζητεί κείμενα τα οποία ήταν άγνωστα στην εποχή του. Θα έλεγα ότι αναδύονται ακόμα περισσότερο οι βιβλιογραφικές υποδείξεις των μικρασιατών προπατώρων του, κερδίζοντας την εκτίμησή του, ενώ τίθενται στο περιθώριο όσα βιβλία εξαντλούνταν στην ηθικοπλαστική διδασκαλία. Ο γέροντας από τη στιγμή των πρώτων βημάτων του στον δύσβατο δρόμο του μοναχισμού αναζητά την πατερική θεολογία στις αυθεντικές πηγές και σπουδάζει σε αυτές. Σε αυτό το πνεύμα μοιεί και τους υποτακτικούς του, είναι δε απολύτως πεπισμένος ότι υπάρχει μια αδιατάρκτη συνέχεια εμπειρία στο μυστήριο του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι τα σύγχρονα πατερικά κείμενα και τους βίους των Αγίων. Αυτά τα κείμενα θέλει να τα φέρει στο προσκήνιο και εδώ θα έλεγα ότι ο γέροντος πρωτοτυπεί. Στο ίδιο πλαίσιο αντιλαμβάνεται ότι γύρω από το επίγειο θυσιαστήριο, σε πλήρη αναφορά προς το επουράνιο, συγκροτείται η τελεία κοινωνία των Αγίων του Θεού. Ως τέλειο πρότυπο παραμένει η αένος δοξολογία περί τον ένδοξο θρόνο του Θεού από τους αγγέλους και τους Αγίους και τους δικαίους. Όλα δηλαδή τα πνευματικά όντα που ταπεινά κλείνουν το γόνι ενώπιον του Θεού. Σε αυτά τα όντα ο γέροντας με επιμονή περιλαμβάνει πρωτίστως τις μοναστικές κοινότητες, γι' αυτό και υπογραμμίζει τον εισάγγελο χαρακτήρα της μοναστικής βιωτής. Ο γέροντας είναι ένας οικουμενικός άνθρωπος, όχι μόνο γιατί μεταφράστηκαν τα έργα του σε πολλές γλώσσες, αλλά γιατί ο ίδιος είχε την άνεση να αγκαλιάζει όλους, να τους οδηγεί εν ελευθερία και να τους αποκαλύπτει με εντιμότητα την οδόν της αληθείας. Πάνω απ' όλα ήταν οικουμενικός γιατί φανέρωνε και φανερώνει την οδόν Κυρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ви благодариме, професоре, за тоа што сте овде и се разбира на браќата од манастирот Симон Опетра од Света Гора. Ни беше исклучителна чест што отворивте прозорец кон личноста на старец Емилијан, а во тој дух ќе продолжиме и со вечерново беседништво. Ќе ги слушнеме излагањата на промоторите. Го повикувам ерај професор доктор Милан Ѓорѓевик да се обрати. Повелете, професоре. Ваше блаженство, Ваше високо преосвештенство, драги почитувани браќи и сестри, ќе почнам со еден цитат. Животот во Христа никнува во овој живот и во него го има своето зачатие, но совршенството го поприма во идниот живот. Овој свет го носи како зачеток во својата утроба внатрешниот и нов човек, создаден според Бога. Па дури откако тука ќе се здобие со облик, тој конечно се раѓа во оној совршен свет во кој нема старење. Сепак, неродените зачетоци никако не може да доспеат до познанието на овој живот, додека пак на блажените христијани, уште тука им се откриваат многу нешта од идниот живот. Со овие зборови започнува едно од највпечатливите сочиненија на доцно византиската аскетско-литургиска книжевност, 7 беседи за животот во Христа на свети Никола Кавасил. За него отец Јован Маендорф ќе рече дека е потребно да се чита напоредно со свети Григори Палама, како би се добила сеопфатна представа за теологијата на исихазмот од 14. век. Всушност, Палама и Кавасила се гледаат како две страни на една иста стварност. Едниот концентриран врз актуелниот спор и монашкиот призив, а другиот врз општо христијанските начела на древно христијанското и сихастичко искуство, применливи за секој христијан. Но зошто ја започнувам беседата со оваа мисла?
Затоа што во монографијата на преосвештениот епископ Стобиски Јаков, која представуваме денес, се обединуваат двата дискурса. Оној на Свети Григори Палама и оној на Свети Никола Кавасил. Подеднакво, тоа би можело да го кажем и за старецот Емилијан. Неговата аскетска теологија има универзално христијанско значење. Тој го прегрнува како монашкиот начин на живот, кој самиот го живее, така и животот на христијаните во светот. Сушност, исихастичката теологија на 20-тиот и 21-виот век, чии емблематични представници се старецот Емилијан и старецот Софрони, за кого ќе стане збор во последното поглавје на книгата, се стреми да ја сведочи можноста за искусување на идното царство уште во овој живот. Присуството на Светиот Дух во нашиот живот не е плод на имагинација, нагласува Симоно Петрицкиот старец. Ниту пак до боговидението доаѓаме само по смрт, туку овде и сега, на личната педесетница во ќелијата на срцето, може да се сретне живиот Бог. Тој речиси секогаш зборува за мистичниот живот во контекст на монашкиот подвиг, следејќи мислата на Свети Григори Палама. Истовремено на многу места истакнувајќи дека таквото искуство на Бога е достапно за секој христијанин во овој свет, следејќи тука пак мислата на Свети Никола Кавасил. Притоа тој се застапува за конвертибилност на монашкото искуство во животот на секој христијанин. Личното подвизување на верникот по урнекот на монашкиот подвиг подразбира трпение, воздржување, покаяние, долготрпеливост, пост, бдење, тихување, труд, болка. Сето тоа го сочинува подвижништвото, вели старецот. Парадигматичната улога на монаштвото се доживува како дел од органската распределба на харизмите на Светиот Дух во црквата. И стои во врска со конкретните околности во кои тоа действува. Монашкиот начин на живот едноставно овозможува идеални услови за подвиг. Манастирското структурирање на времето, во кое соборното богослужение и личната молитва се доведени во полна согласност, овозможува Христос да стане се во животот на монахот. Примајќи го Христа пак, монакот го проширува своето срце и во него го прима сиот свет. Во овој контекст старецот Емилијан го воведува изразот соборен човек, кој повторно укажува на синтетичниот карактер на неговото богомислие. Личноста и заедницата не представуваат спротиставени начала, туку сопостојат како два комплементарни начина на постоење, неразделни еден од друг. Ова мисла наоѓа особена примена при надминувањето на уште една за светоотечката мисла подеднакво неприродна и туѓа спротиставеност, онаа меѓу молитвата и богослужението. Треба да бидеме во атмосферата на црквата, вели старец Емилијан, но истовремено да ја постигнеме собраноста на умот и срцето. Раздвоената совест, раздвоеното срце, раздвоениот ум се немоќни да му служат на Бога и да ги подигнат жртвите и да ги принесат на Господа. Собраноста е основната работа. Централната улога на литургијата во животот на христијаните стои во неразделна врска со Исусовата молитва, која од една страна служи како подготовка за литургиското соединување со Господа, а од друга страна како начин за сочувување на благодата примена преку светите тајни. Преку умерено посегање по византискиот иконичен символизам, својствен за мислата на класични автори како Псевдо Дионисија Ареопагит или Свети Максим Исповедник, литургиската стварност се транспонира во доменот на антропологијата. Човекот е создаден да биде литургиско битие. Најпрво, умот како свештенослужител, кој себе си се принесува на олтарот на срцето, а потоа и целото негово битие, како своевиден Божји храм, станува способен да ја прими во себе црквата и целиот свет.
Старецот Емилијан обрнува особено внимание врз харизматското доживување, разбрано како показател за автентичноста на подвижничкиот живот. Ако свештенослужителот нема чувство за светоста и славата Божја, вели тој, тогаш нема да може свесно да служи и ќе биде само пасивно создание. Ова мисла се сретнува уште кај Свети Симеон Нов Богослов, кој прашува: ако оние кои се крштеваат во Христа се облекуваат, тогаш што е она во што тие се облекуваат? Бог, одговара тој. Па тогаш зарем оној чие тело било голо ќе осети и ќе ја види облеката во која се облекол, а оној чија душа била гола нема ли да осети дека се облекол во Бога? Само мртвите не осетуваат кога се облечени. Па стравувам, заклучува Свети Симеон, дека и оние што зборуваат, дека не го осетиле дарот на Духот Божи, се вистински мртви и соголени од вистината. Со иста решителност старецот Емилијан вели: иако Божиото присуство е тивко и ненаметливо, недостигот на искуство, на заедништвото со Бога, значи само едно, дека никогаш и не сме биле во заедница со Светиот Дух. Ова е само мал дел од темите на богомислието на старецот Емилијан Симонопетрицки, опфатени во монографијата што денес ја представуваме. Не ја спомнавме играта како тема преку која тој го конципира односот меѓу Бога и човекот. Не се осврнавме ниту на аскетските теми како преумувањето или покајанието, самопознанието, личното испразнување или кенозата, послушанието и така натаму. Само ги набројувам, за да дадам мал поттик за исчитување на ова скапоцено сочинение. Богомислието на старецот Емилијан е исцелително. Тоа се стреми да ги разреши спротиставеностите во кои современата православна теологија се судира. На тој начин што ќе ги издигне до благодатната стварност на Царството Божјо, која го озарува овој век и ненаметливо го привлекува кон себе. Само човек што се моли вистински и го созерцува Бога во своето срце, вели тој, може да се нарече богослов, бидејќи тој богословствува како оној што го познал и го видел Бога. Забележувам дека цело време говорам за старецот Емилијан, а многу малку за авторот на книгата. Но додека читав, јас имав доживување дека старецот е тука, до мене, дека тој ми раскажува и сведочи за животот во Христа. Знаете, кога пишувате книга за некого, вистинскиот успех е во тоа да го поттикнете токму ваквото доживување. Авторот се истава себе си за да ве запознае со оној за кого ви пишу. Од друга страна, не може да не се забележи духовно-интелектуалната сородност на авторот со старецот Емилијан, како и љубовта што тоа негува кон него. Книгата на епископот Слобиски господин Јаков ја доживувам како портал кон богомислениот универзум на старецот Емилијан Симонопетрицки. Јазикот е концизен, истовремено жив и автентичен. Мислата е динамична и тешко допушта читањето да се прекине. Имајте го ова на ум кога ќе ја читате книгата. Од една страна книгата се чита во еден здив, од друга страна содржината е толку богата, што едно читање едноставно е малку. Најважно од се, оваа книга силно поттикнува кон исчитување на самите дела на старецот Емилијан. Морам да призна, сето ова е многу нетипично за книга произлезена од еден магистерски труд. Академските текстови вообичаено не се толку привлечни и интересни за читање. Истовремено, таа ги содржи сите елементи на еден извонреден научен труд. Во таа смисла би забележал дека самата таа сведочи за синтезата на практичното и теоретското, на литургиското и интелектуалното, на подвижничкото и академското, остварена во личноста на незиниот автор. Таквата синтеза стои пред нас како една од главните задачи на современото православно богословие. А предложеното издание, без друго, следува да се причисли кон корпусот отечки сочиненија, кои сведочат за живото и искуство на Царството Божјо уште во овој живот. Ви благодарам.
Професоре Ѓорѓевик, ви благодариме. А сега го повикувам протоерей Ставрофор, професор доктор Владимир Вукашиновиќ да ни се обрати. Повелете, професоре. Ваше блаженство, архиепископе Охридски и Македонски господине Стефане, високо преосвеćena и преосвеćena господо архиереи, časno sveštenstvo, prepodobno monaštvo, Sevastijan di prosopi, tis hieras monissimo Petras, en Hristo Kyrio i gapimeni patereske Adelfi, draga braćo i sestre. Mi predstavuva golema čest i iskrena radost, što večerva možem pred vaše to vnimanje i ljubav da kažem nekoliko zborovi za prvata knjiga što je objavi neodavna osnavaniot Makedonsko-srpski i Srpsko-makedonski institut za duhovno i monaško nasledstvo na Balkanot, nasledstvo na pustinata, vo ramkite na edicijata savremeno asketsko bogoslovije. Stanova zbor za knjigata na episkopot Stobijski Jakov, mističniot i liturgijski život vodelata na starecot Emilijan Simono-Petrijski, za neizino to objavuvanje pozitivni recenziji dadoa profesori od bogoslovskite fakulteti vo Skopje i Belgrad. Ovde prisutni profesor dr. Georgij, mitropolit Debarsko-Kičevski, profesor dr. Srboljub Ubiparipović, dekan na srpski od fakultet i docent dr. Nikola Lukić. Do sad sam govorio makedonski, sad ću malo srpski, pa ću opet makedonski. Knjiga episkopa Stobijskog Jakova u svojoj osnovi, kao što je rekao kolega Milan, otac i brat, predstavlja završni rad na poslediplomskim studijama koje je preosvećeni vladika s najvišim pohvalama odbranio na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U njemu je episkop Jakov pokušao i dodajem i uspeo da bogoslovlje i duhovno iskustvo starca Emilijana sagleda i protumači kroz dvojedinu, uzajamno isprepletenu i nerazdvojivu prizmu jedinstva i sihastičkog i liturgijskog života u crkvi Božjoj. U našem vremenu, u kome su duhovni život i bogoslovlje često razdvojeni, ne samo u crkvenoj praksi, nego i u bogoslovskim vizijama nemalog broja savremenih teologa. Ova studija, međutim, pokazuje da je njihova neraskidiva povezanost suštinski uslov istinitog bogopoznanja. Svojim delom episkop Jakov se pridružuje sve brojnijem nizu savremenih pravoslavnih bogoslova koji nastoje da povrate, obnove i ponovo utemelje duhovni i evharistijski okvir, sadržaj i smisao teologije. Njegovo delo svedoči da je pravoslavna mistička tradicija neraskidivo povezana sa evharistijskim iskustvom, a da evharistijsko iskustvo bez asketskog života ne samo kao pripreme, nego i kao celoživotnog okvira i konteksta ostaje nepotpuno. Treba reći i to da je ova knjiga istovremeno i izraz zahvalnosti i molitveni susret sa starcem Emilijanom, čije su nadahnute reči mnoge ljude našega vremena vratile ili prvi put uvele u molitveni život crkve. Sa radošću što su mogli da pratimo kako se uzajamno prepliću pisanje knjige i unutrašnji preobražaj autora, jer susret sa starcem Emilijanom uvek menja čoveka, preporučujemo je knjigu čitaocima kao poziv da i sami prodube svoje razumevanje duhovne i evharistijske tradicije, da bismo svi zajedno znali i ispovedali da je bogoslovlje živo samo onda kada se rađa iz molitvenog, ličnog i zajedničkog, podvižničkog susreta čoveka sa Bogom. Mi živimo u ozbiljnom vremenu kada se na svim pravoslavnim teološkim fakultetima, kao i u našim crkvama,
odnosno našoj jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi, sve intenzivnije i učestalije postavlja pitanje o smislu, značaju, svrsi, prirodi, sadržaju, ciljevima i metodima teologije kao takve. Sve se to ne da svesti i iscrpeti u pojašnjenju. Čemu teologija? Ovo neminovno prizira i otvara i druga pitanja. Šta je teologija? Gde je njeno suštinsko mesto? Kako nastaje autentično teološko svedočanstvo? Drugim rečima, ko je teolog? I gde su granice teologije? Gde ona ostaje ono što jeste i treba da bude, a gde prelazi u nešto drugo? U politički, ideološki ili bilo koji drugi, uvek i bez izuzetka manipulativni, samim tim lažni govor. Mi živimo u jednom teškom i mučnom vremenu u kojem se istinska priroda teologije sve češće ili ne poznaje ili ne priznaje. U vremenu u kojem se razni, samozvani ili, nažalost, diplomirani teolozi služe teološkim terminima i pojmovima u sve moguće i nemoguće neteološke svrhe. Zloupotreba teologije podsjeća nas da u ovom strašnom času valja stajati smerno, stajati sa sveštenim strahom, gore imajući srca i umove. Takvom stajanju i uznošenju bića u sveštene oltare Višnjeg Jerusalima svima nama predstoji nebeski liturg i mistagog, starac Emilijan Simonopetrit. Glave svoje priklonivši Gospodu, slušamo kako on gromoglasno poji. Neka umukne svako telo čovečije i neka stoji sa strahom i trepetom i ništa zemaljsko neka ne pomišlja u sebi. Iskoristit ćemo ovu priliku da s vama podelimo jednu nedoumicu, zagonetku. Dugi niz godina sa strahom Božijim stojimo pred barem za nas do sada neobjašnjivom tajnom. Kako i zašto bogoslovlje i duhovno učenje starca Emilijana, za koje smatramo da predstavlja jedan od najviših uzleta i najdubljih uvida pravoslavne teologije našeg i ne samo našeg vremena, ostaje nekako sakriveno od očiju savremenog hrišćanskog sveta. Ovakve knjige, poput knjige preosvećenog Jakova, treba da posluže ispravljanju takvoga stanja. Svako bogoslovlje karakteriše svojevrsna metodologija usvajanja znanja, odnosno način na koji neko nastoji da pokuša da se približi tom nedostižnom i uzvišenom pojmu da postane bogoslov. O kakvom metodu bogoslovlja starca Emilijana govori ova knjiga? Za starca bogoslovlje nije samo rezultat truda, učenja i čitanja, niti plod svojevrsne nadarenosti, iako su to poželjne, ali ne i dovoljne pretpostavke vrhunskog bogoslovlja, nego je uvek iznad svega harizmatski višnji dar Božiji koji se stiče življenjem u crkvi, zajednici svetih, u telu Hristovom. Emilijan, dakle, predlaže jednu molitvenu metodologiju. Isto tako je govorio njegov savremenik, prepodobni otac Justin Ćelijski, s kojim se Emilijan susretao. Justin kaže: svaka misao naša da bude oprobana molitvom, da bude rađana iz molitve, osjećanje misao koja se ne moli ni od Boga, nije iz doma Božijeg, nije iz crkve. Smirena filozofija, molitvena filozofija je jedinstveni metod za postignuće Hristosofije. Mi živimo u vremenu u kome je molitva ne samo kao metod bogopoznanja, nego i kao važan izraz i sadržaj lične pobožnosti, prognana iz akademskog diskursa velikog broja pravoslavnih bogoslovskih škola.
Razlozi za ovo ćutanje o molitvi su kompleksni i višeslojni. Čak i kada se govori o generalnom značaju molitve, tada se uglavnom misli na zajednički i javni molitveni život, na bogosluženje crkve. To je međutim jednostrano i nedovoljno. Otac Emilijan je rekao, a vladika Jakov ponovio, citiram, nije dovoljno samo naše javno služenje i liturgija, nego je potreban i lični podvig. Tako nećemo moći da vršimo liturgiju u hramu ili bilo gde, ako prvo nismo obavili svoju službu u keliji, u svojoj sobi, ako nismo obavili svoj lični podvig pripreme. Slično će to starac ponoviti na drugom mestu, opet navodim. Da bismo mogli da zaista imamo snažan doživljaj bogosluženja, njemu treba da prethodi snažna noć. Čovek koji noću spava ne može ići da proslavlja Boga. Čak i ako uspe u tome, to će biti bezbojno i slabo. Crkva će se sabrati, Hristos će sići, sveštena blagodat će sići, ali ti ćeš otići nag, isti onakav kakav si ušao. Tako doživljeno svetotajinsko i asketsko iskustvo crkve po svedočenju učenika oca Emilijana bila je svojevrsna škola teologije, u kojoj je prvi teolog, a prvi teolog je Hristos, on u toj školi sam poučava svoje učenike, otkrivajući im sveštene tajne bogoslovlja. Tako recimo, otac Maksim Konstas kaže, osnovni princip oca Emilijana je bio i ostao jasan. Vreme liturgije je vreme otkrivenja. A naslednik oca Emilijana, iguman manastira Simonopetre, otac Jelisej, on kaže, otac Emilijan bi često ponavljao da je vreme bogosluženja vreme otkrivenja, u meri u kojoj se svako u svojoj keliji priprema postom, iščekivanjem i viđanjem Boga. I da privodimo lagano kraju. Pre nekoliko minuta pomenuli smo i svetog oca Justina Ćelijskog. Sada bismo se vratili njegovom bogoslovlju i duhovnom iskustvu da bismo istakli još jednu važnu dimenziju knjige, koju večeras predstavljamo svima vama. Otac Justin je dobro znao da je učenje bogoslovlja između ostalog, a neko bi mogao reći pre svega, živi i lični molitveni susret i dijalog sa večno živim svetim ocem čije bogoslovlje izučavamo. U tom molitveno stvorenom, tačnije izborenom, najtačnije darovanom harizmatskom prostoru, u susretu sveštenog pisca i bogoslova dolazi do svetoduhovskog čina otkrivanja sadržaja bogoslovlja kroz lično iskustvo, kroz ulazak celoga bića, a ne samo razuma, u tu novu stvarnost. Drugim rečima, sveti pisac bogoslovu pomaže da razume svešteni tekst koji je sam zapisao. Ili kako je to rekao otac Justin na jednom mestu. Čežnja da molitvom svojom sveti Makarije vodi moj bedni kroz tajne svoga učenja. Volimo da verujemo da su i stranice ove knjige dobrim delom plod takvog susreta i razgovora svetogorskog starca i mladoga episkopa. Šta mu je Emilijan tom prilikom još rekao, možemo reći šta mu je zaveštao našem Jakovu. Možda ove reči. Sve što se na sabranju vrši, savršava se i lično u keliji. Ali naša liturgija na sabranju je toliko savršenija ukoliko je savršenije naše lično pravilo, onda kada smo sami pred samim Hristom. Jedan takav život pretpostavka je liturgije i bogoslovlja. Bogoslov, budući da je služitelj crkve, iz nje crpi snagu i pravo da ide da propoveda ime Hristovo, ime Božije, Duha Svetoga, narodu, da bi mogao da služi crkvi i njenom delu. Ova knjiga, preosveteni od gospodin Jakov,
успеа да го sagleda и да го искаже суштинското значење не само на откривањето на богословието на старецот Емилијан, туку и на неговите методи на богословствување, како што се обидовме да покажеме во овие неколку реченици. Сигурни сме дека и старецот во духот свет беше со него и му помагаше во тоа, и дека ќе остане на таа задача до свршеткотот на векот. И се молиме со своите свети молитви да не вдахновува и води, да не чува од понорите и бездните на безблагодатното богословие, како на левите, така и на десните, од сите оние што се закануваат да го отрујата нашето богословствување и да го исполнат со смртоносна лага наместо со животворната вистина. Хвала.
Професорот Вукашиновиќ во своето обраќање спомна дека книгата Мистичниот и литургиски живот на старец Емилијан Симонопетриски е прво издание на Наследството на пустината, Институт за духовно и монашко наследство на Балканот. За идејата на овој институт, неговите цели и идни планови, ќе ни се обрати епископот Стобиски господин Јаков. Владико, повелете. Благодарам, Сузана, Ваше блаженство, Ваши високопреосвештенства, Ваши преосвештенства, честни оци, преподобни монаси, драги браќи и сестри, пред да кажам било што за Институтот Наследство на пустината, чија што примерна научна област е духовното и монашкото наследство на Балканот, би сакал најпрво да ја изразам својата благодарност до одборот за издаваштво при институтот за одлуката овој мастер труд кој што е пред нас да биде првото издание на институтот. Како што е познато, минатата година се одржа првата меѓународна научна конференција токму во нашата епархија, во манастирите во Водоча и во Новосело, а оваа година, ако даде Бог, се подготвува друга, која ќе се одржи во манастирот Манасија во Србија. Исто така, од меѓународен карактер. Ваше блаженство, едноставно не можеме да кажеме било што за институтот, без вам да ви се заблагодариме за поддршката, благословот и молитвите за неговото формирање, постоење, активно работење, како и на неговата светост, патриархот српски господин Порфири. Секако, за мене лично од непроценливо значење е вашето присуство на овој настан, како и на браќата архиереи, владиката Дамаскин, кој што доаѓа од најдалечните краеви на православната црква на Грција, а што се однесува до книгата која што е пред нас, навистина нема потреба ништо да кажам, со оглед на тоа дека таа е веќе во рацете на читателите, а особено не после словото на отец Милан и на отец Владимир, зашто во оваа прилика им благодарам. Она што би сакал да го истакнам и зашто би сакал да зборувам, а што на мене остави најдлабок впечаток, а во голема мера и го промени мојот живот. Велат светите оци, си го видели братот свој, си го видел Христос. А од друга страна, сите од опит знаеме, бидејќи го имаме тој опит во црквата, секогаш кога ќе сретнеме света, облагодатена, обожена личност, нашиот живот се менува. Заради тоа што присуството на светите луѓе, на обожените личности во нашите животи, не потикнуваат на покаяние. Заради тоа што, како во огледало, гледајќи ја нивната сличност, нивната подобност со Бог, во голема мера ја гледаме нашата несличност, нашата несовршеност. Токму такво е моето искуство со мојата лична средба со старецот Емилијан Симонопетриски. Не велам намерно мојата средба со словото, со богословието, со богословската мисла на старец Емилијан. Заради тоа што во тој случај би ја поистоветиле личноста на еден свет човек на црквата со многу други интелектуални умови кои што ставија големи и значајни дела во човековата историја, на кои што сеќавањето е чисто комеморативно. Ние во црквата ја имаме таа привилегија да го надминеме времето и просторот во кое што живееме, бидејќи единствено во црквата, во светата литургија на црквата, како што истакнува старец Емилијан, се пројавува вечноста.
И моето лично искуство, мојот личен опит, ќе го чувам за себе, но еве би сакал да го споделам и воедно да се надоврзам на она што професорот Вукашиновиќ го рече за кризата во која што е западната академската теологија и многу веројатно е дека ќе продолжи да тоне, да потонува во таа криза, доколку не направи простор за присуството на богословската мисла на свети обожени личности, како личноста на старец Емилијан и нивното богословие кое што произлегува од искуството. Ние на катедрата со која што раководи многу почитуваниот професор по предметот литургиско богословие, цела една година со колегите кои што беа на постдипломски студии, буквално ги обработувавме сите дела на старецот Емилијан Симонопетриски, кои што се преведени на српски од сестринството на манастирот Жича во Србија. И сите бевме сведоци и на еден од последните часови зборувавме за тоа, дека не само како што рече старец отец Милан, дека не потикна да ги читаме неговите дела, туку средбата со богословието на старец Емилијан ве потикнува да му се молите, да му се обратите, да побарате помош, да побарате закрила. Заради тоа што како наш современик совршено ги разбира и условите и околностите во кои што живее современиот христијанин, а за кои што верувам ќе се согласиме сите, ги карактеризира една исклучителна опасност, суптилна, многу посуптилна и многу поопасна, ако ја споредите со најсуровите прогони во христијанската историја. И она што може да им помогне на современите христијани да обстанат во овој непостојан свет и да бидат постојани и да го задржат својот правец кон Царството Божјо и кон Богочовекот Христос, за кого што старец Емилијан живееше и умираше ежемиговно. Навистина е важно да се држиме до патот кој што тој ни го остави не само во своите дела, туку го запечати и го посведочи со својот живот. Далеку од тоа да не мисли некој дека сакам да кажам дека ова мое мало, не само по обем, туку и по многу што друго дело, може да ја опфати огромната личност, не само личност да го опише старец Емилијан, туку и да ја опфати неговата богословска мисла и неговото богословие. Не. Ова е само еден сосема мал аспект, многу мал аспект од неговото богословие. И бидејќи ова дело е веќе во рацете на читателите, јас се надевам, посакувам и го молам и старец Емилијан и Семилостивиот Бог, онака како што беше за мене потик да се сретнам со старец Емилијан и во одредена мера да го поправам својот живот, а тоа би требало сите ежемиговно да го правиме во црквата, тоа да биде еден придонес за мојот народ, за мојата помесна црква, каде што старец Емилијан не е доволно афирмиран и познат, не само да ве потикне сите вас да ги читате неговите дела, туку верувам дека ќе ве потикне, ќе ве охрабри, а сето тоа изненасилено и благодатно, нежно, ненаметливо, слободно, да му се обратите, да го замолите, заради тоа што старец Емилијан, јас го чувствувам, како што рече некој од професорите, професорот Вукашиновиќ, мислам дека беше со нас, и јас тоа го чувствував додека
работевме и додека го пишувавме овој труд. И еве сега, на крај, сосема на крај, знаете дека никогаш не спомнувам имиња, но чувствувам дека на овој настан, ова собрание не е собир заради некаква промоција или заради некаков друг повод, туку место каде што се собрала црквата. А за нас во црквата спомнувањето на имиње е исклучително важно, како на живите, така и на упокоените, и во духот и на посланијата на светиот апостол Павле. Јас би сакал да се заблагодарам на мојот свет митрополит и духовен отец и на мојот митрополит од Струмички Наум и на многопочитуваниот професор и ментор, заради тоа што без нивното охрабрување и во некоја мера инсистирање, не верувам дека ќе беше публикуван овој труд. Му благодарам на високо преподобниот катеигумен на свештената обител на Симон Петра, господин Елисеј, за тоа што со негов благослов се присутни оците од Симон Петра и представници на братството и на свештената обител, која што со многу труд, со надчовечки напори, со солзи, со светоста на својот живот, не само што ја обнови, ја освети старецот Емилијан, туку стана и неговата обител и самиот тој еден од обновителите, современите обновители на Светогорското општежително монаштво. На почитуваниот професор Теодорос Јангу му благодарам за произнесеното слово, не само за личноста на старецот и она што го рековте, професоре, споменавте дека старец Емилијан, личноста на старецот има вселенски, има космички димензии. Верувам дека и овој труд, и овој собор, и овој настан го потврдува тоа. А тоа ни го возможува црквата Христова, се космичките димензии на црквата Христова, која што проникнува се и во која што времето и просторот не се препрека да се сретнеме едни со други, како и оние што заминале од времето и од историјата во вечноста, но и ние кои што сме припадници на различни народи, на различни етноси. И на крај ги споменав заслужните луѓе за книгата, а не се само митрополитот Струмички Наум и професорот Вукашиновиќ, рецензентите, овде присутниот митрополит Дебарско-Кичевски господин Георги, како и професорот Србољуб и актуелен декан на Православниот Богословски факултет во Белград, и професорот Никола Лукич. Во оваа прилика им благодарам и ним. На преведувачите Ана и Сузана тука се, кои што го направија преводот на македонски, на Антони, на Атина и на Александар и на Наташа со нивните семејства, кои го овозможија печатењето на оваа книга во прилично голем тираж, на Никола и на Магдалена со нивното семејство, кои што се секогаш добри домаќини. Ова е нивен хотел не само за мојава промоција, туку за сите настани кои што ги организира црквата, фондацијата Елеуса и така натаму. Бог по молитвите на светиот старец Емилијан да ви умножи, да го умножи секое добро и да ви даде се што ви е потребно во вашите животи, да ви го даде царството свое. Им благодарам и на стихири, на децата од катехетската школа, на волонтерите од фондацијата Елеуса. Ви благодарам на сите вас и еве, примете го ова мало дело, овој мастер труд, како можност за запознавање и за благодатно заедничарење со една исклучителна и света личност на црквата Христова, и на тој начин ќе стекнете и ќе задобиете уште еден свет човек, уште еден светител кој што ќе се моли за вас пред престолот Божи. Ви благодарам на сите за присуството и за љубовта.
Пред самиот крај, дозволете ми од името на организаторите срдечно да ви се заблагодарам на вашето присуство, на вниманието и на духовната радост со која ја збогативте оваа промоција на книгата Мистичниот и литургиски живот на старец Емилијан Симонопетриски. Благодарност упатуваме до сите учесници во програмата, до авторот и издавачите, како и до сите што вложија труд ова дело да ја види светлината на денот и да биде споделено со црковната и пошироката јавност. Со надеж дека пораките и духовните поттици од оваа книга ќе продолжат да живеат во вашиот личен и заеднички црковен живот, ја заокружуваме вечерашната промоција. Нашите волонтери се овде, позади публиката, да ви го покажат изданието, се разбира, примероци може да си набавите, а средствата се наменети за хуманитарната работа на Елеуса фондација. Бидејќи имаме многу гости, ве поканувам да си ја земете книгата, а епископот господин Јаков е постојано меѓу нас и ќе има доволно прилики за подпишување. Во негово име ве замолувам за разбирање што вечерва нема да се подпишуваат книгите. Ве покануваме да останете на коктелот кој следува како можност за братско дружење и продолжување на разговорите во дух на заедништво. Уживајте во музиката на Ла Кампанела дуо, Маја Витанова на виолина и Милка Ганчева на пијано. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам благословена и пријатна вечер.